Ја прашав. Текст на предлогот на Адев, порад. Пративме дам. Чува. Добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во студиото на Инфомакс, добре дојдовте во неделното издание на Тешки муабети, со мене Милош Милошевски, со Јанко Илковски, попознат како Јанко Јади Бурек, и со Александар Митовски Мечка. Вечерва имаме три доста интересни теми. Најпрвин ќе говориме за тоа колку можевме да купиме пред некои 5-6 години со платата која што ја зимавме и со парите кои што ги имавме тогаш, и колку можеме да купиме денес. Навистина ќе биде интересна анализа, бидејќи имаме точни фактички податоци за тоа како се движел растот на цените, но и како се движеше растот на платите. Или конечно стигнавме до онаа фамозни 500 евра плата, ама се е поскапо и поскапо. Ке говориме за тоа, имаше доста интересна изјава од Али Ахмети на денешната прослава на 20 години, мислам дека беше, 20 години постоење на политичката партија ДУИ, како тој не дозволува и вели дека нема да има предвремени избори, наспроти сите оние барања нели на опозицијата. И ќе разговараме за еден, можам да кажем, меѓународен инцидент дипломатски. Се работи за авионот на Лавров, чиј прелет не беше дозволен над Македонија, не беше дозволен над Црна Гора, над Бугарија, па така неговата утрешна посета што беше планирана за Србија и средба со Александар Вучич, српскиот претседател, во моментов е неизвестна. Значи, како тоа однесување кон една светска суперсила на Македонија ќе се одрази понатаму врз македонскиот народ, ќе разговараме. Имаме доста за разговор. Јанко, најпрвин морам да почнам со оваа фотографија која што ти мене ми ја испрати вчера. На таа фотографија се гледа споредбата за тоа како била платата во 2016 година. Што ми е многу Милош вака млад, пол со елан и мисли ке ја хендла емисијава, ти бре, дечки, знаеш ли со кого ли ме мотор нешто ти да прашам? Не. А многу имам желба. Имаш желба, осеќаш вака, да ти шитнам еден Томос? Како бе денеска ја почнуваме емисијата, Томос ќаривме. Пак ќе се скараме, бе. Пак ќе се скараме? Го пиша Томосот, го добивме. И сега ќе ја држиме тезата на Маријан Николовски или тезата на сите свештеници што објави и така натаму. Не, окей, нема да се испокараме. Ја само на сите паметни, убави, интелигентни, продуховени луѓе ќе им честитам. На другите нека се мучат сега, што да не можеме сите да бидеме најубави. Што се однесува за тоа, сакав само за тоа да слободно можеме да го проразговараме. Не, ќе го викнеме отец Ивица, бе. Пак кажете му дека тоа не чини, кажете му и слушнете го, што ќе даде одговор. Неговиот одговор ќе биде многу повалиден него многу. Ја денеска пак частев. Што да ти кажам? Може ли само едно потпрашање на тоа? Ајде, мол. Едно потпрашање. Ако добро прочитав, нели? Тоа го кажа српскиот патриарх, вели за името договорете се со хеленофонските цркви. И сега, ја зборам за Томос, а не зборам за новински изјави. Сега ја ти зборам за официјален документ. Влегуваш у Обединети нации и подпишеш. И искача Свиримон Пичимон и вика, Македонија влезе во Обединети нации како Република Македонија, али ќе треба во иднина да го смени името. Важи како не, нема проблем. Си го гледал Мини Сманџели? Кога ја клеца онаа дроцата? И таа на крај, кога ја јадат кајганата, му пишува телефон и му вика, јави се. И овој го зема телефонот свакако. Следната сцена ти текнуе што е? У Цитроенот седи и го пали. Да. Нисам ја бабо лопов, ја сам бабо јебач. Што се однесува до цените,
Да ве информирам дека ја вечерва бев на големиот се македонски протест кој се одржа пред владата вечерва. Бевме собрани, па дронот ќе покаже, мислам дека имавме околу 200 до 250 илјади македонци гладни, жедни, Немој да заборавиш албанци, турци, сега власи. известувам, значи граѓани на Македонија незадоволни, протестиравме, голи се соблекувавме, отидовме дури до музеот на современа уметност и газоите ги натртивме голи таму во знак на протест да ни го гледаат шупакот. Не беше тоа ЛГБТ, тоа беше знак на протест заради поскапувањето на цените. И сите медиуми дојдоа не слика и реки од народ незадоволни од цените на бензините кои премина преку 100 денари, дизелот е без 2 денари 100 денари, висока цена на струјата која наскоро пак ќе се покачи, маслото за јадење или заитинот 167 денари и на народот му врие. Народот не може тоа да го трпи и додека ти, Милоше, и ти, Мечка, седевте овде и ние протестиравме, кај бевте со нас да гинеме на барикадите? Да, драги мои, нема го народот сега затоа што не е во Грција, во Охрид, во Преспа, на Црногорско проиморје. Тоа што гледате слики е само да го залажеме непријателот. Ние бевме на барикадите и им викавме уа педери, не, уствари не викавме уа педери, не смееме да викаме, не, уа шнајдери, не, уа апаши викавме и овие им се тресеа гаќите. Знаеш ли колку сме викале? Оградата толку ја тресевме на владата да веќе јас нема. Ја стопивме. Таа енергија сенародна го топеше железото од оградата железна. Оди види дали има ограда. Нема. Ти мислиш за ние ја истопивме со голи раце, швајцуевме и од утре сите цени, драги мои, сите цени ќе бидат 50% поевтини. Утре дизелот има да биде 50 денари. И тоа го заслужи македонскиот народ. Затоа што гол, напупен со газот, се бореше храбро. А ако сакате да ги видите сликите, како народот храбро се бореше, напишете театар на современа уметност, перформанс, напупено дупе. Е така. Штама, штурци сега, па кај сте бе јунаци? Па ти не знаеш, видиме како сум напуган. На руки сум носел четворица, четворица ги носе, вика, бе не се трпи ова, бе, не се трпи ова. Кога ќе идеме у Грчка? Вчера фул беше у град, Јанко. Да? Да, бев со исто незадоволство и протести, да. Фул беше, значи на улица Македонија фул, на кејот на Вардар фул, Истгейт фул, све беше пуно, све преполно, луѓето не знаат. Ти сакаш сега сликата да ја збориме за... Ама види, не можеме да не ја збориме. Ама за кого да ја збориме? Абе за нас еве. За кој за нас? Да си направиме ЕСАП. Викаат, чекај. Не, ќе ја збориме. Него за кого ќе ја збориме? И дали ти чувствуваш незадоволство? Дали ти чувствуваш дека вака на народот се гуши како ќе премине месец? Дали чувствуваш стварно страв, трепет кај народов, дека му е прескапо, дека не ќе може да ги плати сметките? Ја стварно немам ништо инбоксот. Еве да ти го отворам инбоксот. Цицки сигурно немам. Ама за тоа некакви поплаки нема. Имам поплака таму, Маријан Николовски што напишал у религија за Томосот не бил. Томосот не важел, тоа било лажење, било нешто друго и така натаму. И сега за што ќе збориме? За цените? Ајде ќе збориме за цените. Ама слушај, не збориме за народ, бидејќи ја не гледам. У моментот стварно не сум ни отворил да видам на стримов, еве можеби некој ме демантира. Јанко, јас сум преплашен, седам дома, не можам да мрднам, готвам, љупам компири, садам компири у дворот, корења вадиме од зелените површини за да јадеме.
Ја не гледам. Еве, Димче Ордески сериозно те свати и вели, а за Македонија не доаѓате само за јадење. Така е. Да, Димче, убаво си сватил, па глеме мене. Што ми е битно? Па и тоа го има, А кај беше Јанко вика нема криза, треба да се танчи. Си треба да се танчиш. Ја морам да складирам за да има кој да ве води кога ќе дојде криза. Оти вие кога ќе балдисате од глад, кој ќе ви остане тогаш главен? Ја Милош и Мечка. Да. Ја Милош и Мечка, а вие кој ќе ве направат 50 кила, ние ќе бидеме нормална тежина и ќе можеме да ве возиме. Ќе ги водиме гладните. Па сите ќе бидат овакво. Мечка одма го ставаме премиер, брат. Он со оваа конфигурација може одма премиер. Тебе можеме те ставиме на МВР, мене можеш водовод и канализација јавно предпријатие, фала. Јас со Данила ќе се договорам. Прошлиот пат Палчо ми вика ќе сум станал премиер, не знам се што викам. Кај ти тек не никад у животот не сум. Толку сме лузери и јас и Палчо да ние почнавме да делиме. Па толку сме ние, што сме цел живот, тоа сме. Јадачи на бурек. Конкретно сме имале некога шанса да покажеме нешто освен јадење бурек? Не, еве за себе зборам, не за Палчо. Не, ама еве и за двајцата, она што сте го виделе, она што сте го преживеали, она искуство кое што го споделувате со публиката, тоа што се цени. Не разбираш зашто. Еве споделувам искуство. Колку луѓе бе Јанко пробале да сменат нешто. Споделувам искуство на незадоволство на народот кој денеска 200.000 македонци беа пред владата да протестираат. Јас не знам како не падна владата, толку тресење имаше. Ало човече, падна оградата, тоа е најбитно. Ја стопивме, брат. Не само ја стопивме. Нели ја тргна оградата? Не бе, ние ја стопивме. До кога бе ве лажат комунисти? Све тоа некој теории тези. Ти, молим те. Се нервирам, жити се овакво. А вие како добри ВМРО-вци со тоа железо сигурно некој споменик ќе направите. Кажи ми ВМРО-вец, ја ќе ти кажам, ти да не се вреѓаме сега, ВМРО-вец. Споменик некој да направи. Не, уствари, секој македонец треба да е ВМРО-вец. Сега, дал ќе бидеш ДПМН, НП, ПП, ДП, КП, тоа е мање битна работа. Али секој што е жител на оваа земја треба да е ВМРО. Постулатот на ВМРО. Тоа, знаеш кој го има прв кажано? 97-ма Ханџиски. Ја реков Митко Враќ. Ханџиски од СДСМ. И то на митинг. Пошто он по фамилија има такво и неговите прекрасни деци, он прекрасни, еден од ретките од СДСМ кој стварно беше до коска патриот. Али у погрешна партија, сега тоа е. Извини, отидовме. Да се вратиме. Сега нема више таму. Да се вратиме. Колку народов го чувствува тој ценовен шок кој во моментов го имаат? Ама изгледа прекратко е. Треба 2-3 месеца кој ќе почне да се тнчи фрижидерчето, ќе им дојде, бидејќи ние не реагираме на првата дразба. Ние реагираме кога ќе дојде, како да ти кажам. Тоа е физиолошката потреба кој ќе дојде. Кој ќе дојде, седнеш на шолја, 3 дена не си излегол понадвор, што е работава? Па нема што да излезе, бе, пријателе. Запекот кој ќе те фати, тоа е затоа што немало мрсна чорба. Знаеш како ми изгледа мене работава, сите велат од октомври ќе биде до прва ќе дојде тешкота, а ние се однесуваме како штурецот и мравката. Односно ние сме штурецот у ситуација. Си свиркаме, народов стварно се забавува, полни се кафичите, полни се дискотеките. Дури и полиција вчера им пуштија по некои раци правеа, мислам, да ги притискаш угостителите кои што 3 години нема шанса да работат нормално, да функционираат нормално, па и народов кој што живееше во стеги да го легитимираш, стварно не ја гледам потребата. Имаше од правен аспект едно прашање до Мечка, затоа што он е и правник и адвокат. Мечка, дали може полиција да упадне туку така во било кој објект, па еве и дискотека, да. Дали мора да има налог или да има да се оправда, да каже некому зошто и како влага и така натаму, или
Ако мислиш на упадот вчера во Мош, да, има право да влезе и да легитимира, особено ако има поплаки од соседи или од не знам од гостин или од некој од околу, ако има нарушување на јавен ред и мир, а може полицијата едноставно да влезе во контрола, ако има некои оперативни сознанија дека таму можеби се случува некој нешто нелегално, нелегална трговија, например може на дрога, може да има малолетници да се сомнева, полицијата може да влезе и да легитимира, тоа е во рамки на тоа што полицијата го има како право, да, може да влезе. Но зашто е влезена? Не верувам дека е влезена полицијата заради тоа што има некакви оперативни сознанија дека нешто се случува. Веројатно е влезена по пријава на сосед на кого му сметала музиката. Влезени се веројатно со фонометри, мереле колку е музиката и легитимирале евентуално да има некој кој што е малолетен внатре и имало и претрес. Ако имало нешто, нели, при трој претрес најдено, тоа ќе знаевме сите. Веројатно нема ништо најдено и си отишле полицајците. Но дека имаат право, да, имаат право. Значи, дискреционо право има што сака кога сака да направи. Не е тоа дискреционо право, тоа е делокруг на работа на полицијата. Ако има оперативни сознанија дека таму се случува нешто, може да влезе. Ако има пријава, може да влезат исто така, да направат, да извршат легитимирање. Значи не е тоа дека им треба налог од суд за да влезат и да извршат претрес, да го запечатат објектот и да проверуваат тоа што не им е работа. Тие влегуваат, едноставно прават легитимирање на гостите. Ако некој им се види сомнителен или ако имаат сознание дека некој нешто прави, тогаш да, имаат апсолутно право и да го претресат, затоа што за тоа имаат таква наредба. Имаат наредба да постапат. И тоа е во делокруг на полиција и сосема легитимно. Легитимна е. Веројатно има некоја пријава од сосед за гласна музика, полицијата мора да постапи ако има таква пријава. И тоа е де факто налогот, нели, за полицијата да влезе. Тоа што се однесува до легитимирањето на лицата внатре, тоа е сосема нормално. Може полицајец да те застане сега на улица и да те легитимира. Не му треба за тоа нели никаков налог. Мора да знае кој си, што си, што... Мора ли да има, затоа што премногу гледам очигледно американски филмови и клипови, нели, кој ќе застанат и му вика, мора да му каже причина. Зошто го запира и зошто го легитимира. Има причина и тука. Го легитимира заради контрола. Го контролира. Например, дали е малолетен или е полнолетен. Затоа што влез во ноќни клубови каде што се точи алкохол е забранен за лица под 18 години. И тој има право да побара легитимирање на гостите за да утврди полицајецот дали имаат повеќе или дали се полнолетни или се малолетни. Има право. Значи тоа е причината, тоа е основата. Да, има право. Мене звучи многу како Јаворет се слагам многу репресивно звучи све. Јанаки го читаше статусот, предпоставувам дека нема право полицијата да врши претрес. Еве не знам, не се разбирам низ до толку право дали има полицијата право да те претресува доколку не си сторил никакво, немаш индиции дека си сторил некое кривично дело. Полицијата нема право да врши претрес ако нема индиции дека ти си сторил некакво кривично дело, но полицијата може да има оперативни сознанија за тоа дека некој врши кривично дело или е кривично дело во тек, за да го спречи кривичното дело и да го казни сторителот на тоа кривично дело кое што ќе го затегне во вршење. Значи, ако има оперативни сознанија, полицијата, меѓу другото, освен што е репресивен орган за спроведување на јавниот ред и мир и законите, е и истражен. Има сопствени истражни права. Значи, он може да истражува, но не во кога се наоѓа посебно на јавен простор лицето кое што се претресува, тогаш може да го претресе. Ако лицето представува опасност за околината, ако го загрозува здравјето и безбедноста на луѓето, ако е во трговија со недозволени супстанции, а за тоа полицијата има оперативни сознанија, може да изврши претрес и тоа не е ништо спорно. Не може полицијата, например, без никакво оперативно сознание, без наредба,
подпишана од претпоставен, не може да седне да ти отвори колата и да ти ја тресе или да те тресе тебе, не може. Значи ако некој те претресува, тогаш има зошто да те претресува и има право да те претресе. Значи не се претресува било кој без дискреција, сите, туку полицијата прво легитимира, отколку ќе излегитимира ако при процесот на легитимација значи легитимира безбедносно интересно лице, значи лице по кое што има потерница, телеграма, истрага отворена и слично. Ако во процесот на легитимација најде такво лице, тогаш тоа лице може и да го претресе. Значи не е репресивно, туку тоа е нормално и тоа така треба да биде. Но например, тебе те застанува полиција, нема право без добра причина и да те објасни, да те претресе тебе од кола, да те извади и да ти ја претресе колата. Тогаш, нели, се буниме дека е тоа притисок, политички притисок и така натаму. Полицијата нема право. Разлика и дистинкција. Полицијата нема право да те претресе ако нема основ за сомнение. Значи ако нема оперативно сознание дека ти си направил нешто незаконско, нели, шверсаш нешто, пренесуваш недозволено нешто, си изгазил човек и слично, да, апсолутно мора да те извести. Мора да те извести, да ти каже што и како е, и дури има право да те задржи, да те приведе и да те задржи и да те претресе. Значи и апсолутно има право. Инаку како ние би го штителе јавниот мир и безбедноста ако полицијата не сме ништо да направи, ако нема налог од суд или од обвинител. Значи како би го одржувале ние јавниот ред и мир? Или секојдневната, редовната безбедност? Ако треба сега јас да чекам као полиција, како МВР зборам, ако треба да чекаме ние за да влеземе во кафич за кој што очигледно гледаме дека се, например, се дила дрога, а истражниот судија или судија претходна постапка спие, не може да го разбудиме да ни даде налог, како ќе постапи полицијата? Гледа дека случува кривично дело. Значи, имаат механизми полицијата, има механизми и тие се апсолутно легални и законски и треба така да се постапува. Ако земеме компаративни примери, Америка или не знам Англија или било која друга европска земја, таму се многу поригорозни, многу е поригорозна полицијата и многу се пошироки овластувањата на полицијата од ова што е кај нас. Многу поригорозни постапки има, тако кај нас е многу тоа либерализирано од проста причина што кај нас се користи секоја постапка на полицијата за да се направи политички поен, демек еве сега полициска држава, не знам што оваму таму. Значи, но во нормални држави каде што пред се е на пиедесталот е спроведувањето на законот, правната држава и владењето на правото и безбедноста на луѓето, во такви држави не може ти да ќаруваш политички поени на тоа што полицијата извршила, влегла во некој ноќен клуб и легитимирала лица. Кај нас тоа е, како да кажам, на тоа се прават политички поени. Затоа што партиите знаат дека ако некого притиснат преку полиција или ако му прават вакви упади, губат гласови кај тие што биле посетители. Овие опозицијата ако ги брани посетителите, тогаш тие ги ќаруваат нивните гласови и у таа ситуација власта се абстинира од спроведување на законот за опозицијата да не ги тепи да не губат гласачи. И тоа е така кај нас. Инаку ако правилно се спроведува законот, тогаш да. Јанаки може заради популистички ало, ја не го спомнав Јанаки. Милош го спомна Јанаки. Може би да, ако сега не знам до каја е ситуацијата, може би он има по-детални информации. Може да има по-детални информации кој бил претресен и слично, ама ако е претресено лице за кое што полицајецот имал основ за сомнение дека тоа лице во себе има недозволена супстанца, пушал трава, чувал трава у джеб, не знам што правил, у таа ситуација полицајецот има право да го претресе. Полицајецот нема право да го претресе ако тоа лице пуши трева дома или на тераса или у двор. Ама на јавна површина, во јавност со повеќе луѓе, тогаш
тоа што е забрането. И има право полицајцот апсолутно да те претресе, затоа што тоа се вика недозволено поседување на психотропни, на перкусори и да. Да те прашам една ситуација, ретко ми се случува, во тип, нели, селебрити су ми генерално, како да ти кажам, во една рака сум повластен, знаеш, ке те препознае човек, нема проблем, знае дека не сум криминалец, знае дека не се занимавам, немам досие, знаеш, по фаца те познава и знае дека немам такви досие. Но ми се случило, например, на автопат ме застанува полиција, полициска кола, во неја во цивилно облечени, добар ден, документи, повелете документи. Што ово не искачам од кола, по правила знам дека не треба да се излезе од кола, добро, излезете од кола, искачам од кола, отворете. И ја отворам и ми ја претресува колата. И вика, благодарам, затворете. И ја стојам вака сега зачуден. И сега ме интересира, мечка, имам ли ја право да прашам зошто? Имам ли право да го прашам кој е? Имам ли право да прашам зошто? Пази, со жена и со деца сум у кола. Не сум сам. Се враќам од годишен одмор. Кеси со, не знам, кантичиња за ова, за она. Стоиме сите зачудени, ми ја претресува колата. Океј. Знам дека сето тоа го имаат право. Што него го наведува мене да ме застане и да ме претресе на пат? Океј, ако има дојава Јанко Илковски шверцува жени и деца преку граница, ова, она, вајда треба да ми каже, треба да ме приведе. Дали ме разбере? Од една страна, сваќам дека е нивна работа, не се бунам, од друга страна, не го заборавам ова и не ми е sejedno. Како тоа, јас сега секојаш ќе се возам, секому нему може да му текне претрес на кола, соблекуј гаќите, анален преглед, дали имаш дрога или не знам што, било што. Кај се моите права, кај почнуваат, кај завршуваат, што е дискреционо право, што е легитимно право, мое, нивно е. Тука малце не сум 100% информиран. Истите си прават тие обврски. Ти сега читам коментари да ме кабеше полицијата да те брани кога бркаше у Струмица, или у Прилеп, или у Кочан, или ирелевант. Значи, јас не викам дека полицијата во Македонија ги почитува сите правила, сите закони и сите обврски и права кои што ги има. Кај нас најчесто полицијата е злоупотребена во политички цели. И сега, јас не викам дека ова што го прави полицијата кога не постапува таму каде што треба да постапи, а постапува таму каде што може и нема потреба да постапи, е тоа правилно. Ние збориме за конкретниот случај за Мош, за вчерашното така наречена рација. Не е рација, тоа е легитимирање на гости. Во Мош, дали имале право или немале, апсолутно да, имале право да влезат да легитимираат гости, дури да претресат некој од гостите ако имаат основ за сомнение или ако имаат претходно оперативно сознание дека нешто се случува. Но полицијата дека може да ги злоупотребува своите права и својата изначката, да, можат. Еве ситуацијата која што ти ја објасни сега пред малку, може да го злоупотреби тоа, затоа што се надеваат дека ти нема да отидеш да пријавиш во внатрешна контрола или во станица дека такво нешто ти се случува и едноставно може да те малтретира. Јас ќе го потсетам. Имаш, да. Еве ќе ти кажам една практична ситуација која што се случи. Така беше ситуацијата со пратеникот Димитар Апасиев. Кога полиција го застана, без објаснување, без никаков основ за сомнение, без претходно оперативно сознание, без ништо, го претресувале и го малтретирале кај на магистралниот пат кон Штип, некаде пред Штип. Од таму човекот, пошто го знае кој му се прават и обврските, во станица, во Штип, пријавил во внатрешна контрола и беше казнет полицајецот затоа што постапил неправилно спротивно на неговите прави и обврски и на неговата функција. Значи, до таму се тие ограничувања кои што ги има полицијата. Значи, имаш ти право да отидеш од таму или да се јавиш дури у станица на телефон да се јавиш и да кажеш, слушај, во моментов ме застана сообраќајна полиција, ова ми го прави, нема зошто, се враќам од одмор, со деца сум, зошто ми го прави ова? Јас сум нормален фамилиарен човек, немам досие, немам казна, немам ова, зашто го прави ова? Нормално ќе те праша, затоа имаат и сега полицајците и не камери, имаат и
и бројна значка, мора да ти го кажат името и презимето, мораат обврзани за да ти кажат име и презиме, дури кога ќе те застанат, мора да ти се представат, мора да ти кажат: добро вечер господине, полицаец тој и тој. Ве застанувам поради тоа и тоа. А не сме полицајцот да се шалами и да влага у филмови, такви многу ме вадат од контакт и у суштина не им дам ни документи, си одам, па не разбираш, затоа што он не ја запазил постапката, а секаде има процес, значи има постапки и во кривично правни спорови, и во граѓански спорови, при полициска постапка, секаде има јасно, точно утврдени постапки пред да може да ги изврши своите обврски кон мене. Значи, за да може тој мене да ми земе сообраќајна возачка дозвола, да ми утврди прекршок евентуален, мора да се представи, да ми информира зашто ме застанал, па потоа да побара од мене документи. Ако тој не се представи, ако не ја запази постапката, ја немам никаква обврска кон полицајец. Затоа што може да е секоја будала, која што ќе облече в униформа. Доволно униформата и тоа што има значка и број за тебе, па да мораш да му бараш име и презиме. Ема види, и судијата во судница има тога и има значка, исто и судијата. И кога ќе влезе судијата на рочиште, судијата на секој рочиште повторува зашто си ти тука, што до сега се случило, кои докази се прибрани, какви докази донел обвинителот, какви, како се вика, докази си поднел ти како одбрана. Значи мора на секој рочиште да те запознава со твоите права и обврски и зашто се наоѓаш ти тука, зашто е оваа постапка против тебе. И судијата инаку има тога. Тоа не значи дека тој не сме да ги, дека тој нема потреба да ги запазува постапките. Мора да ги запази постапките за процедурата да биде легитимна, легална. Инаку е нелегална постапка. Не важи. Ако може само Александар да се вратиме на темата околу поскапувањава. Океј, само да го завршиме ова. Ајде. Единствената полука што ја имам од ова, не ја наоѓам грешката во полицијата кога она лошо се постапува или кога некој ќе ги злоупотреби нејзините, знаеш, ќе ја злоупотреби да прави притисок врз новинар, врз ова. Туку врз мене, што јас немам храброст и знаење да се запознам што се моите права и како треба да постапам. Еве како што вика. Значи, Мечка ги научил работите, си знае кој, не ми се представиш, не ти давам документи, си одам, пријатно. Така што, можам сега, ако се сетам, дека удадени постапки, кога полиција сум ја снимал, постапува нелегитимно, ја ги снимам со камера, доаѓа тој ми се заканува, вика, ќе те апсам, вика, избриши ја снимката. Ја му викам, апси ме. Вика, ќе се јавам у станица. Одма да се јавиш у станица, апси ме. И да видиш како побегна и така натаму и така натаму. Па после дојде тој едниот да моли ово, оно и не е битно. Сакам да кажам дека ја, евете, у тој момент инстинктивно сум постапил затоа што он после ќе ме однесе у станица. Може ќе ми врзе 2 шамара, така, по пат. Ама ќе треба пак у станица да се објасни, ќе дојде адвокатот и ќе праша, а зошто е приведен овој? Ама снимаш, а што си снимал? Па кога ќе им кажам дека имало нелегално делување нивно, уште полошо ќе биде. Значи, само заклучокот е. Демократијата не ви е здраво за готово. Мора да си ги учите правата и мора и сами да си барате за правата. Не треба Апасиев, Мечка или Милош да ви се бунат у ваше име. Морате вие да ги практикувате. Колку повеќе вие легитимно постапувате, самите корумпирани полицајци се помалку простор ќе имаат за да... Бидејќи и тие се луѓе. Има и таму добри полицајци, има и понекој е корумпирано. Само така можеме да ги елиминираме. Мечка, фала ти за лекцијава. Ова беше прилично корисно. Ништо. Да. Види, Јанко, во однос на тоа колку народот не да си ги знае своите права и обврски, можеме и да коментираме во однос на тоа колку народот разбира што му се случува сега со инфлацијава, бидејќи јас редовно снимам
снимам анкети и на тие анкети вообичаено луѓето знаеш како ми одговараат кога говориме за поскапувањата на цените, велат криза е. Криза е во светот, нели се случува ова што се случува со Украина, ни се случува претходно, ни се случи пандемијата. И велат сега ги чувствуваме ефектите на кризата. Но она што луѓето мораат да го знаат е дека секогаш без исклучок, тој Милтон Фридман го има кажано, вели инфлацијата е монетарен феномен. Односно, државата има два елементи преку кои што може да ја контролира економијата. Едната е монетарната политика, другата е фискалната политика. Монетарната политика накратко е емисијата на пари на пазарот, а фискалната политика се однесува како тоа се трошат буџетските пари. Е сега она што Милтон Фридман сака да ни го каже на сите кога вели дека инфлацијата е секогаш монетарен феномен, се однесува дека ти не можеш до бескрај да ја зголемуваш емисијата на пари во оптек, а без при тоа да имаш зголемен аутпут на економијата. Аутпут подразбираме бруто домашен производ. И па сега ние ако забележиме дека државата даваше пари за се и се што во изминативе години, секој буџет нас не беше поголем од година во година, значи имавме рекордни буџети, а при тоа немавме никаков раст на нашата економија. Не е чудо што денеска ние имаме инфлација, со тоа што инфлацијата, парите имаат велосити, имаат брзина со која што се движат на пазарот. И тие апсолутно ефектите од инфлацијата не можете да ги почувствувате веднаш во моментот. Но кога тогаш зголемениот оптек, намаленото производство, тоа се чувствува. Ние немавме странски инвестиции нови, ние немавме нови фабрики кои што се отвараат. Напротив, целата економија беше заклучена. И сега доаѓаме до фотографијата која што ти на мене ми ја испрати. Во 2016 просечната плата во Македонија била 21.183 денари. Е сега вие со 20 ова ќе треба да се прикаже. Да, ќе му ја пуштам веднаш на Александар како што може да илустрираш гледачите да ја видат. Да ја видат фотографијата. Веднаш мечка ти ја праќам. Требаше порано. Абе Милош бе, кај си порано ова да го спреми, да му донесеш материјали, да му кажеш друже режисер, ова треба. Да ти кажам, мечка управо си. Све што каже управо си. Те искинав сега. Ко свиња масно поњаву, што викаат србите. Не да ме искинам. Јанко, говориме 2016 просечна плата од 21.183 денари. Со овие пари, драги гледачи, сте можеле тогаш да купите 560 литри гориво, 364 литри масло за јадење и 808 килограми брашно. Денеска просечната плата, значи во 2022 година, нели, конечно се пофалија над 500, односно 500 евра, 31.080 денари. Со овие пари можете да купите 323 литри гориво, 190 литри масло за готвење и 518 килограми брашно. Е сега, тоа што во цел свет, односно ние сме ги пресликале монетарните и фискалните политики на она што се правило во целиот свет со исклучок на некои држави како Русија, Кина, Иран, зашто можеме понатаму да разговараме, не значи дека нашите правилно постапиле нашата влада и нашата држава и дека ги заштитило нашите интереси, едноставно такво е времето. Не, овие цени се нивна грешка. Овие цената за нивното не можам да кажам слободно недомакинско работење, бидејќи знаете, кај нас владиве цело време работат од избори на избори. Не гледаат долгорочно што ќе предизвикаат нивните политики, не гледаат долгорочно што ќе предизвикаат зголемениот обем на пари во економијата. И сега да кажеме дека е крива Украина, да кажеме дека е крива Русија, Путин, знаете, во цени на галон гориво, тоа е некаде околу 3 литри од $9, лепат стикери со Бајден, I did this. Да, Бајден го направи тоа, Трамп предходно. Значи, скокаме сега со тема малку шизофрено, идеме од локално на глобално. Ако гледаме глобално, треба све да гледаме. Ако не можеш да амнестираш Русија од оваа криза, ако кризава ја гледаме виновник само Америка или Западот. Западот, за да ја продуцира оваа криза,
треба да најдам причина. Прво, мене ме интересира зошто дојдовме до оваа причина. Ова е економски балон кој се пумпа одамна. Ова е типична политика на социјализмот, кога државата се меша во буџетот. Еј, човече, ја колку ме нервира жена ми со овој упалјач, кој ќе земе кола и кој ќе почне. Знаеш уво, имам трајно оштетување, се наежив додека зборам, човече. И купувам оние упалјачи беззвучни што нешто штракаат. Значи, многу е комплексен овој проблем и не е воопшто едноставен. Ај сега ја ќе го измешам со теории на заговор и теории на наука. Затоа што подолго време го следам и се обидувам да го анализирам некако. Значи, ние имаме две струи. Една струја е која сака државата да контролира се во државата и тоа е, еве ти ги, левица, левичарите, социјализмот, Тито и така натаму, тогаш било добро, оти они мислеле за работниците. Од друга страна, цел Запад, све што е добро, е направено токму од тие капиталисти, тој од капитализам. Колку лоши примери ќе ми дадеш за капитализмот, толку добре ќе ти ги дадам спротивно, почнувајќи од Хајнц, кетчапот, кој е прв кој постигнал, ставил високи стандарди за здравство, за здравје и здравствена заштита на своите работници, уште пред синдикати да бидат измислени. Ама нема везе, да не навлегуваме до тоа. Еве сега најблиско да идеме. Имавме криза со корона, цел свет, така? Да. Ја запреа цела економија. Да. Тоа беше масовна плячка на буџетите во сите држави. Дали се сеќаваш кој највише, каде беше епицентарот на наводно умрените? Италија. Италија, да. Друже, како тоа се случи Италија толку мртви да има, масакри? Значи, ние збориме за геноцид дека е случен. А во суштина, кога ќе ги видиш статистиките, бидејќи тие се достапни, а ја па сум едно типче кое не брка ни курви, не кисне по кафани, ја само гуглам, ништо друго не правам. И не ми е тешко да отидам на нивната страна за статистика, па да ја преведам на англиски и да видам дека смртноста овие 4 години ништо не е поголема или помала. И сега се викам, зошто беше тоа големо пиштење? Пиштењето нивно беше да измакнат уште пари за помош од Европската Унија, кои си ги спечкаа. Италија се, брате, држава која живее комотно, лагодно и така натаму. И си лапаат пари у буџет. Економијата ја запревме, али си добивме помош за да си ги вршиме нашите работи. Истото и овде се случи. Македонија е задолжена колку? 3-4 милиарди? 4 милиарди, да. Па, зошто да не е за... 4 милиарди сме, 3-4 милиарди сме задолжени само од кога почна кризава. Океј. Да. Зошто? Затоа што нема економија и сите дупки се затнати. Народов е среќен, има заплати. Дали ме разбираш? Ма тоа го зборам. Ама затоа и народ не се буни. I don't give a fuck. Вика, ја добивам плата, нема проблем. Ама забораваат една работа. Се додека, знаеш како, као работиш у фирма, као еве, сега ние сме у Infomax овдека, нечка плата, абе дечки, гледате дека неам реклама. Гледаш дека нема ова, се трча, нема реклама. А мене ми е гајле. И сега мечка трча се, ке се позајми кај еден, ке се позајми на друг, и ние година дена сме рад, баш ние гајле. Што се он узајмил? Ама после година две му доаѓаат и му викаат, дечки, ало, и после година две Infomax го купил LGBT и сега ти вика, ало, изволте на перформансот ондека Јанко и Милош, главата под ќебенцето, гзот на пупење, и ти викаш, аба чекај, ова што е? Истото е со економијата, буквално. Значи, левица, социјалисти, левоориентирани, сите они само ги интересира располагање со буџет. Ако нема прилив, а прилив може само да дојде од мене, од тебе, од земјоделие, од приватник, од капиталист. Ако не дојде, ако не ми дозволи он да работам, он има единствена шанса да позајми пари.
И сега тоа поземување, тоа тркалање, до кога трае? Значи, јас сум убеден дека кризата со корона ќе резултираше со општа граѓанска војна, да не беше ситуацијава со Русија. Ова со Русија е виртуелно глумење студена војна и некаква виртуелна војна во која реално и не гине тој народ што треба да гине, гина тази си, мази си, ово, оно и така натаму и така натаму. Форсирана бегалска криза. Страда народ, за жал, украинскиот народ страда, ама знаеше па украинците со години, цела деценија ги спремаат. Се укажува дека ова ќе им се случи. И сега, навиваме за Русија. Џони, за да ја дампираш ти оваа ситуација, каде што сега реално ќе нема житарки, ќе биде скап лебот, ќе биде скапо маслото, нема доволно ова. И за сето тоа е крива Украина и Русија. Па тој е надвор од думот, она малецка земјичка е заради неа ние немаме доволно масло и доволно ова. Нонсенс. И за ова, чекај. Уште малце да го довршам сега монологот, ти реков сега влегов у зона, остај ме да се изнајадам бурек и да се затнам. Значи, Русија свесно влага во Западот во оваа игранка. Од истата игра Западот ќе игра за својот пазар, они ги играат за својот пазар. Путин има ситуација, земјата у војна, кој ќе се буни. Западот вика, имаме непријател, опасност е во Европа. Храната е овакво, а храната им поскапува, све им иде јабана заради ситуацијата у крај, па се фаќаат, не знам, житото не може. Чекај бе, брате, цел свет се хранеше од Украина, немаме масло од Украина затоа што не може. Ја не ви го купувам тоа, не ви верувам. Ама знаеш, на Google прочитај, да си го ставиш Google и тие твои податоци што ти се пласирани у музеј на современа уметност напупени. Знаеш зашто, например, во моментот во Америка нема беби. Ама не ме слушаш што зборам. Слушам. Те слушам, тебе не ти се верува, ама нешто не ми се верува. Ова беше подготвувано од ова е цела игранка за да не праша народот. Абе со што не вакциниравте? Абе зошто ставивте локдаун? Абе зошто затворивте? Како бе у февруари месец до нова година имавме обавезна за вакцинација? Имавме локдауни, имавме пичке си мати, со проштењем на софрата. И одеднаш сето тоа снемува зошто се случи Украина. Па не ме, don't fuck me. Не ти го купуем тоа. И брат да ти кажам, немој да ми го правдате Путин. Ова Запад сам не може да го направи, а Путин го стаиле. Не бе, брат, ова е договорено. Ова е голема игранка, ни ја прават пред очи. Оти, ако не ја направат, сите влади у овој момент ќе изгорят. Ние немаме капацитет за протести, али немој да мислиш кој ќе му зовре на французинот за 1 цент кој ќе им се качи млекото, ќе падне откупната цена на кравите. Знаеш дека со стотици камиони истурија балеги пред нивната влада. И тоа ова пред 10-20 години, ја замисли сега. Таму им врие, таму се научени да се бунат за своји работи. Или сега у Америка со исценирани 3-4 овакво за да го разоружаат народот, оти кај да е овој народ ќе почне процесот. Чека бе, зошто не ми дозволивте? Абе ме уништивте 2 години, не можев да работам. Јас сум 2 милиона у загуба. Кој ќе ми ја покрие таа за? Такво беше времето. Don't fuck me. И сега најдобар начин за да ти внатрешните проблеми, лоша економија, крадење, не лоша економија, брат, абе крадат, абе мртви ладните краде пред очи. И тоа само може да го оправдае вака, ќе збориме, не го пуштивме Лавров да прелета, ние сме со НАТО, НАТО вика ова, НАТО вика она. Дали ти е јасно зошто британците си се спакува, си отида? Све им беше јасно ово уште пред 10 години и све им беше јасно и глед како си спасија гад. А што поразлично направи Британија за време на кризата од било кој овие држави што ги спомна? Тоа е интересниот момент. Јас не велам дека нема некакво сценарио што се одвива, а ние можеби не го гледаме.
Јас она што цело време го работиме како Инфомакс, пошто нели ќе не нареча теорија на заговор, велиме дека ќе се поскап уште од септември, август минатата година, велевме дека ќе поскапат цените на електричната енергија. Зошто? Бидејќи Европа поведуваше зелена агенда. Ги затворија нуклеарките во Германија, Франција не го дозволи тоа, голем број нуклеарни централи се пред затварање во Британија, Холандија, Белгија и така натаму. И тоа е нормално дека ќе ја поскапи електричната енергија ако ти имаш помалку ефикасен систем на производство на електрична енергија. Џони, све ова одложување на неодложното. Кој е неодложното? Абе, Џони, не може држава да се меша. Замисли ти сега, буквално. Знаеш ли што не виваат што се овие за социјализам за Тито? Они викаат, види, колку заработивте вие од Инфомакс? 5000 евра. Епа, многу ви себе пичка му материја, пола ќе даете. Кому бе да дам? Па мене ќе ми даде. Не ти давам бе. Абе, крваво ги заработив, мој се. Абе, да, ги заслужуваш, ама сега мора фер. Мора да даеш на Канал 5, па не ги бива, мора тоа да се распредели. Тоа ти е денеска. Затоа се враќа социјализмот. Неспособниот да може да обстане на пазар. Капитализмот ти вика. Зошто тој социјализам го поддржува еден Apple, еден Samsung, големи компании? Затоа што утре може да се најде некој манга како, ајде да речам мечка, измисли нов, подобар софтвер, подобар телефон и да го сруши. Ти текнуе дека на почеток имавме Nokia, имавме Sony Ericsson, имавме ова. И се срушија нисто. И овие сега сваќаат дека овие технолошки работи, овој прогрес може некој да дојде на пазар. Но ако е заштитен од државата и ако е финансиран и субвенциониран, он целата своја конкуренција ја гуши. Да, iPhone е прекрасен, нема подобар телефон, ама нема ни конкуренција. Од кај да знаеме дека нема некој помангал Стив Џобс у овој момент кој не може глава да крене, затоа што Apple е заштитен. Еве, не мора да збориме за Apple. Еве да збориме за некоја, за Citroen, да збориме за било која, за било што. Мене поентата со моето излагање беше дека секогаш државата е виновна за финансиската состојба. Зашто? Ние најпрвен кога почна корона кризата, вклучувајќи ги локдауните и задолжителната вакцинација и тие вакцинални пропусници, се што беше, ние слепо ги следевме директивите на Светска здравствена организација. Па го вадеа она видео со Венко Филипче, кај што вели дека нема потреба од маски, маските можат само дополнителни проблеми да направат за граѓаните и полесно да се заразат. И тоа беше едно од точните работи. Да, и ние сите тие мерки ги следевме, слепо ги следевме. Ако видите и ако седнете сами да прочитате хируршката маска, процепите кои што се помеѓу влакната на самата маска се поголеми од големината на вирусот, која што се мери во микрони. Тоа е едноставна математичка операција која што може било кој човек да ја направи сам дома. И сега што? Ние ги следевме и слепо економските мерки. Сите ги следе. Сите. Па што сака? И Русија ги следеше. И Иран ги следеше. Ама не е точно. Ајде не ми кажа. Зашто Русија нема инфлација сега? Извини, зашто Русија нема? Затоа што не имаат нафта. Зашто Иран нема инфлација? Затоа што имаат нафта. Немој да ми избориш, да ми ги правдаш русите златни. Не ги правдам. Знаеш како ги... Што, не се носеа маски у Русија? Немаше локдауни. Па не ме прави луд сега мене. За локдауните не зборам. Ти зборам за економските мерки и за инфлацијата. Русија не се затвара. Русија не може толкава инфлација. Добро. Океј, ајде. Добро, приказки за мали деца сега. Златните руси, Ама зашто еве не ги збориме русите, кинезите ќе ги збориме. Зошто нивната економија растеше? Зошто јуанот како валута расте на пазарот цената? А кинезите има најстроги локдаун. Да, ама локдауните нивни беа само во 2 града, не во цела Кина. И они која ќе Добро, да, точно. Кога го затворија еден град, 20 милиона. Ама не можеш да затвориш град, не можеш да затвориш економијата и во исто време да ги зголемиш дотациите на државата. Ама јас шо зборев цело време? Сакаш здравство, така? Да. Здравството е најбитно. Здравството од буџет. Буџет се пуни од мене и тебе, не од оние што се вработени во град, во школи, што се на државна цицка. Тие не произведуваат
пари у реално време. Произведува земјоделецот, произведува оној што произведува у својата приватна фабрика, тој што плаќа данок. Да. Крај на програмата. Од таму се средствата. Кинезите, сега па и Кина не можеш да ја земаш до толку затоа што Кина па со својот економски раст може она у локдаун да се стави во наредниве 5 години. Гајле нема затоа што незините ресурси се навистина огромни. Но очигледно се покажа сега колку се слаби и тенки ресурсите на Западот. А Западот си практикуваше не само зошто му треба и социјализмот на Западот, не само за крадење, него за контрола. Оти социјализмот е прекрасен. Социјализмот бара луѓето што се левичари, државата да има контрола. Десницата бара ја да имам контрола врз државата. Да се наоружам, да се овак. Зошто е стално тие битки разоружај го? Како ќе контролираш бе ти наоружан народ бе брат? Како ќе контролираш наоружан народ? Како ќе им спроведеш политика? Ти едвај со маски ги натераа некако у Америка. И кој полицаец ќе... Тоа е самото прашање што се наметнува. Што им помогна на американците што беа вооружени? Голема игранка е, брат, значи се две струи се у моментов. И ние кого да прашаш, значи таа левица, тој Тито, тој социјализам е златен и супер, а секој капиталист, па еве кај нас, секој приватник успешен е крадец, лопов, треба да биде у затвор и така натаму. А кој е добар? Добар е политичар, и то политичар кој у живот нема еден работен ден, кој еден ден нема поделено плата, али изел гомна нешто кај Јанко емисија станал популарен и тоа е супер. Па дечки, извини, за мене е супер газата на Бонум. Не знам ни како се вика. Цел живот е. Отиди. Нема маркет кај што нема да видиш тегла негова. Да. И сега, он имал, не знам, 5 милиона. Си купил јахта. И сега ти ќе му мериш нему? Или Елон Маск имал пари? 20 години се бори она да го создаде. Или, ајде, пази, збориме не овие што си ги лапна приватниве, не знам, Братство, Пашата, овој, оној, или Свето пивара, пиварница е, или ово, па сега сме ние. Не, од нула, што си направил? Self-made. Па, Орце ти е еден од тие. Орце, нема човек што не го мрази. Орце, све што си направи сам. Нити од држава, нити од остатоци, а у Македонија спорт, или кој ќе ја спомнат Македонија спорт, татко му ја упробат. Ало бре, татко му работеше у Македонија спорт, знам затоа што живеам до Македонија спорт, сега како и да се вика Окитекс, сакаше да ја купи. Бараше да ја купи, не му ја дадоа. И се ја направи Орка. А не е Орка направена од Македонија спорт. Од нула се ја направи. И најдобро не, затоа никој ништо не му може. Ама затоа е Орце најапсениот и најомразениот, затоа што е способен, затоа што е стрит смарт. И сега ја го зборам Орце, уште колку вакви има. Пази, ние го имаме Трифун Костовски, кој нема засадено едно дрвце у животот. Плата нема поделено, ништо нема свое создадено. Наследи Техномаркет, го наследи Технометал, ги наследи врските у Русија, значи сите конекции. Белорусија, Полска. Белорусија, Полска, овон. Значи, апсолутно, како Свето пивара, што му ја дадоа на таца и после било успешно. Па извини, земија стаклара, па издигнија, па еве да речеме државен капитал, па си го возобновил. Кожара возобновија, па да ти кажам дека си способен. Македонски, како се викаш она за килими, македонско ново, каде е млекара, Скопје. Знаеш ли каков комбинат? Каде е Скопјанка? Каде се еден куп такви? Ама тоа нема, или ванила, или што ти ја знам. И сега некој... Чиккуманово сега лајнарки да ги извади некој, да го земе рецептот, машината. Ја 10.000, ако не продаеме одма, еве само да кажеме лајнарки, 600 денари, кој нема да купи. Чиккуманово сега да постои, ќе продаваше као Баленсиага влечки и ќе беше светски позната компанија. Баленсиага има исти модели. Исти модел како лајнарките на ова. Така. Види, Јанко, ние тоа сега да ни го кажам уште од самиот почеток. Јас не можам да кажам кој е крајната цел, но можам да видам што
што се дешава и што ќе се случи. Никој не знае кој. Што ќе се случи? Никој Зашто не знае. еве види во Лаже. Америка И кој ќе ти каже дека знае што е игранката, кој што води, лаже. Ја го викнав Цуцуловски кај мене. Викам, кажи ми како филозофски, што се случи? И ми вика, знаеш каков одговор ми даде? Како Star Wars, джедаите кога вика, ја гледам, ја осеќам мрачната страна, ама не знам што е за тоа. Како вика Јода? Да. Вика, замаглено е, вика, што прави мрачната страна. Не може да го согледа, затоа што стварно е голема игранка. И све она ние што го знаеме и што го збориме, не е тоа, има нешто поголемо. Знаеш ли дека ние збориме Илуминати, Билденберг груп, ова груп, она груп. Све е тоа дадено да ние се забавляме. Што е во позадина е уште поголемо и уште пострашно. Чим ние го збориме, не е тоа. Знаеш ли дека вчера или завчера беше поточно изгоре едно од најголемата фабрика за производство на јајца во Америка. И тоа се случува низ цел свет. Има пожари, претходно имаше во најголемото складиште за жито пожар во САД. Имаше една мапа, гледав, имаше преку 350 необјаснети пожари во најголемите производствени центри за храна. Како ове во Тетово нешто. Па нешто како во Тетово. Да. И сега што мислиш колку е дали тие колку фабрики е тоа случајно? Не, и колку се осигурани, пошто бизнисов не иде. Колку се они осигурани? Не, они се осигурани, ама ќе нема храна. Јанко, се што прават за да храната стане луксус. И јас освен намалување на популацијата на планетава не можам да дадам друго објаснување. Џони, зошто прават? Еве. Океј. Не може, еве, објасни. Не, ти мене објасни ми. Како тоа, бидејќи оваа теза за депопулација, Добро. пошто е фолклор за мали деца кои ја те викам, сакаш да ја скриеш вистината, дај им лижевче на луѓе, да шмукаат некој фалус шеќерен, за да вистината не ја дознаат. Едно од тоа е депопулација. Како тоа не депопуларизираат, депопулација вршат на планетава, секоја година сме се повеќе. И тоа овој муабет, дека депопулација се врши, трае 30-40 години. Добро. И сега? Не, прво да би го објасниш како не депопуларизира, вршат депопулација, а све сме Зборев пред некој ден, имав шанса со еден прекрасен доктор да разговарам. Бројот на сперматозоиди кај машката популација од ден во ден, од месец во месец, од година во година се намалува. Ако биле пред 50-60 години просекот бил 100 милиони сперматозоиди по нивна единица мерка, сега е 30 милиони. Тргни од тоа се случува. Они не можат сега за сега да дадат конкретни податоци, велат дека е дел ради исхрана, дел ради хемикали, дел ради начин на живот, зголемен стрес и така натаму, но тоа го имаме како процес кој што ни се случува на планетава. Меѓу другото, Елон Маск, за кој што ја го сметам еден од најпаметните луѓе на земјава, мислам дека и ти, вели дека ние немаме проблем со зголемување на популацијата, него со колапс на новородени деца на планетава. Тоа е најголемата закана за човештвото. И како ние сме секоја година се поише. Еве, сега ќе ти објаснам. Малезија, ако била земја со најголем број на новородени деца на годишно ниво од 4,4 пред 20 години, сега се на 2,3. Значи стапката на зголемување на популација, а 2,1 ти треба за да ја одржиш популацијата. Кина, не знам дали знаеш, веројатно следиш светски медиуми, Кина мораше да ја тргне онаа мерка со забрана за повеќе од едно дете, сега стимулира поголем број на деца. А зошто? Создавање на фамилија. А зошто? Затоа што тоа е најголемата опасност која што кинеската држава ја гледа. Џони,
Ние да сме, тоа ќе расте плитко тоа го става, види кинеската држава многу се грижи, али овие говна амерички се. Нема врска муабето. Стварно мислам стварно те поведуваат овие теоретичари на заговори кои цел живот ќе видат некое српско YouTube и од таму за патриотизмот, за Jesus Christ, за депопулација и ова и она и така натаму и така натаму. Значи, неверојатно, ама ти стварно не очекувам па од тебе. Не очекувам од тебе, стварно. Нонсенсе. Ти ми збориш дека у светов има добри влади, лоши влади, влади кои се грижат за народите и влади кои не се грижат за народ. Прво сите си исти. Don't fuck me. Немој да ми ги правиш русите подобри од британците или британците подобри од нашите или од грците или од бугарите или ние сме само најдо. Нема везе. Сите се исти. Нема мрдање, бе, ти дали знаеш дека не може, нема... разговари со било кој генерал, бе, еве. Добро. Да ти каже, дали сме единица без да земе, например, тенковска единица, да се пресели од Кичево од Скопје, без за тоа да информира барем 3 светски центри. И тоа ти е протокол, брат. Протокол. 7 милиарди and rising. Како тоа све е точно? Еве, ја ќе ти кажам уште поубитачно. Например, зошто мораме да земаме овие, како се викаат, за храна додатоци, бе, кога земаме апчина? Витамини, суплементи. Зошто мора суплементи? Затоа што испостена почвата. Затоа што еден домат, дури и органски, има 50% помалце хранливи материи, ова е компаративно available од доматот 60-та година одгледан на истата земја. Се пости земјата. Значи треба да најдеме нови модуси или да јадеме 2 пати повеќе овакво. А овие викаат нутриционистите земи суплемент. И фармација вика супер. Ви треба суплементи, нема проблем. Дури овци ќе има истражање. Планетава верувам дека може 40 милиарди комотно да ги издржи. Ние ќе идеме и на други планети. Елон Маск не е глуп, не се иде на Марс и на Месечина од куртачак или да се бараат ресурси. Ние мора да бидеме експанзија. Точно е дека има живот во Вселената, ама ние сме тој живот. Од негде морал негде да почне. Ја ќе им кажам, од овде почне. Ние сме главниот сперматозоид кој ќе насели целиот космос или колку Господ ќе ни даде време и простор да го населиме. Трета страна, дека што се случува со албанците? Дали албанците во Македонија има најголем популацијски бум? Да. И тоа е еден од најголеми во Европа. Дали е тој паднат преку 50%? Еве јас ти тврдам, поздрави го докторот, нека измузе 2-3 албански таму сперматозоиди и нека ги преброи, истите им се. Па што се случи? Еманципација се случи на жената. Еманципација. Почнаа да гледаат реклами, почнавме да се дружиме, дошле кај мечка на гости, ја примел изволте, ау, станче убаво, шо возиш? Количка возам. Па чекај, а овци, ова не, вика, еве си работам и си убаво, комотно, па и јас сакам вака. И првата генерација не може, втората не може. Албанците се максимално еманципирани. Они се друг народ и ментално и све. Али веќе идат на 1-2 деца во кое вложуваат многу, да се образува, не е клоцата у газ, па прави шо ќе сака. Сакам да ти кажам, тој процес сега ќе го видиме и со ромите во Македонија. Значи, еманципацијата прави пад на наталитетот. Каде е наталитетот голем? Во најнесигурните региони, кај што е најпримитивно. Најголем наталитет имаш ти во Палестина, во тој појасон Газа. Затоа што таму нема што да... Кој ќе ти мисли тука на заштита или планирање семејство? Сексаш, се раѓаат деца, кој преживе Индија, ово, она. Но како ќе им расте, ќе опаѓа. И така ќе се случи депопулација. Депопулација правиш во една земја, на една планета со качување на општиот стандард. Човек што има пари, па чекај бе, сакам на Малдиви, не ја цел живот по деца да трчам, или жена на машина за раѓање, 9 деца да ги родиш, па не ме зезе. Јас сум цврсто убеден
дека и на капиталистот истото му е. Зошто? Затоа што повисокиот стандард, значи луѓе кои купуваат, луѓе со куповна моќ, тоа е пазар. Тоа е нови хамбургерджилници, нови продавници на Зара, нови автомобили продадени. Како тоа депопулација е во план и потреба на владите кои живеат од парите на капиталистите. Значи, логиката нема врска. Значи, приватникот, капиталистот, значи, корпорациите, нив им треба пазар кај да произведуваат. Нормално, од време на време треба индустријата за војни да се криза една, многу локална, кај што сега се потрошија пари колку за Втора светска војна, човече, за 4 месеци. Со теорија дека ресурсите се неограничени. Например, тоа што го спомена за... Не, Милош, напротив, ресурсите се ограничени и дека постои планиран прираст на популација на секоја земја, на секоја економија постои. Секоја влада има своја политика и своја стратегија, ама тоа е само во смисла на баланс помеѓу бројот на жители согласно големината на економијата, потребата за работна сила наспроти потребата од нови консументи, нови потрошувачи. Ама никогаш не е причината дека треба да се направи депопулација за да се намали било каква одиш ти во метафизичка не метафизичка, исклучен ти е микрофонот, само секунда. Идеш во метафизичка некоја филозофија која што не мислам по мене дека не држи, а дека постои планиран прираст или планиран прираст на популација, да, секаде постои кај нас. И ние имаме стратегија за демографско развивање. И Македонија има, ама таа е секогаш во согласност со планираната економија, со планираната потреба од работна сила, планирана потреба од нови потрошувачи, баш поради тоа што ресурсите се ограничени и заради тоа што мора да се балансира помеѓу економијата и бројот на усти за ранење и за вакво. А дека постои потреба за депопулација, не постои. Испитувањата на Обединените нации се дека само околу 12% мислам од inhabitable space, тоа се вика простор на кој што може да се живее од земјината топка се практично се искористени. Значи остануваат околу 88% од местата кои што може да бидат населени, а не се. Тие 88% се потенцијални полиња за жито, потенцијални извори на газ, на нафта, на струја, на вода, на метали, на се останато. Затоа не ми е теоријата за депопулација вака баш најверна, особено па и ова што го вика Јанко, не можеш ти да имаш силни економии кои што сакаат помалку потрошувачи. Мора да има повеќе потрошувачи за економиите да бидат посилни, државите со тоа да бидат посилни. Една држава ако има помалку народ, има и помалку војска, има и помалку работна сила, има и помала економија. А знаеш дека највреден, најскап ресурс на било која економија е човечкиот ресурс. Да, но како што кажав... Да, но леле па не се откаже. Добро, не се откажам, само да ви кажам зошто мислам дека ова се случува. Сегашниот економски модел и она што го вели и Шваб како големиот ресет и сето тоа што го гледаме е впрочем ресетирање и промена на сегашниот економски модел во светот кој што функционира исклучиво на раст. Ако нема раст во економијата, вклучително и на популација и на се останато, тогаш оваа економија крахира, најпрвен имаш рецесија, па таа рецесија понатаму може да прерасне во голема економска криза. Извини, само да се доискажам. Ама тоа е предвидено во 50-тите, 40-тите години кога не се предпоставувало дека човештвото може да остане без некои клучни ресурси.
кога мислам на клучни ресурси, спомена дека се намалува приносот од почвата. Тоа е затоа што се исцрпуваат минерали кои што им се потребни на растенијата. И ние заради тоа мораме да користиме вештачко ѓубриво. Но вештачкото ѓубриво, односно 4 клучни елементи кои што се користат во вештачкото, не се неограничени. Ама Џони, и кај идат? Се трошат. Каде се трошат? Ги јадеш. И кај се трошат? Кој ќе ги изедам? Веќе идат после. И кај иде говното после? Најчесто иде во морето. И после од морето Кој ќе го вади? кој ќе го вади? Да. Кога ги фаќаме рибине, крабине, Тоа е едно од решенијата да не оди водата од изметот. циклуси се случуваат и се. Абе, Џони, знаеш ли ти прво, еве да ти ја срушам цела теза. Ајде. Дека сите шуми, да го нема Амазон, кислород ништо нема да му фали. Процентот на кислород, да. Да. Добро. Се согласувам. Па сега Ама тоа не тоа значи за кислород, не за азотот. Втора работа. У даден момент ние сме терале со тоа. Еве сега литиумот го цедиме. Да. До кога ќе го цедиме литиумот? Додека не се најде некој мигниум. Па ќе бараме мигниум. Ќе се смени технологијата. Така Ама треба време за тоа. Па окей. И ние можеби не сме спремни за тоа. 40 години луѓе како тебе, дете бев ме убедува готово ќе снема нафта. Еве, а сега веќе сме на работ на револуцијата со електрични возила кај што е се повеќе, нафтава никако да ја снема. А зошто мислиш дека сме на работа? Ама сега не ме подјебавај, затоа што идеме со тезите на страв сење. Си слушнал некој големо ново нафтно наоѓалиште да се најде? Не се наоѓа. Дали има недостаток на нафта? Кој е најголемото кој што Кој е? Сибир. Сега има Северното море. Сибир точно, Северно море и Баренц. Значи тие се многу поголеми него овие што се во арапските земји. Трократно поголеми. А ништо не се Што ги искористени. имаат исцедено. Еве ги има иседено, што ти е на тебе? Абе кај живееш бе, жити се. Абе ајде, ги имаат Времето иседено. ќе покаже што ја. Ова е мојот став. Ама истиот твој став го слушам 50 години, човек. Ама тоа биле луѓе кои што предупредувале. Абе дете бев. И сега еве го живееме тоа време. Тоа. Зошто во јануари растеше Кое цената време? на природните ѓубрива? Ама зашто сега нафтата која нема не е преку $200? Ден дочев кај мене у емисија, вика јас сум од Харвард и ви викам, до крај на годинава, кај мене у емисија, не ме терај да го вадам Ден Дончев, жити се, дегутантно ми е. Вака маваше на маса и вика $200 ќе биде нафтата. И удри криза, се качи 120 и еве од тогаш не стигна поише од 70-80, веќе 15 години. Како бе тоа? Како тоа? Милош, Значи не е така. каде се зголеми цената на вештачкото ѓубриво за земјоделие? На кој? Не. Не, во јануари има Не. дека е за дупло зголемена цената уште во јануари. Не беше кризата во Украина, немаше војна, немаше ништо. Иако Русија е еден од најголемите извезувачи на природно ѓубриво во свет. Да. Најголем скок на цената на ѓубриво, на вештачко ѓубриво за земјоделски потреби беше на пазарите во Европа. Секаде имаше како ланчен ефект нормално, низ цел свет, ама не беше зголемен за дупло. Европа го плаќаше дупло заради тоа што, Европа го плаќаше дупло поради политички причини, а не поради економски. Во јануари? Да, во јануари, да. Беше поради политички, беше во цел свет рипната за дупло цената. Не беше од цел свет, не. Добро, ќе го најдам графиконот и ќе го најдам следната емисија. Најди. Не се, јас затоа не сакам да навлагам која е целта понатаму, сакав да кажам дека ефектите ќе бидат тие. Се случуваат, морам да напоменам, мистериозни пожари низ цел свет во големи производствени центри на храна. Мислам дека во петокот го зборевме ова околу тоа зашто се случуваат кризите и зашто се потребни вакви глобални кризи и го зборевме тоа со околу стабилизацијата на инфлацијата на светските валути, примарно на доларот. И причината за вакви, како се вика, кризи е генерално стабилизирање на светските валути од инфлација.
Не верувам дека е некоја друга причина. И тоа што нели го констатиравме минатиот пат, во оваа работа се и двете најголеми светски сили, тоа е и од западот САД и од истокот Русија. И мислам дека сите имаат потреба да си ги стабилизираат прво внатрешните економии, валутите, за да продолжат да функционираат како што треба. Тоа е единствена логика која што можам... Државите при големата криза, големата депресија, 30 и 20 и која почна? 20-те години на минатиот. Зошто државата не интервенираше? Како не интервенираше? Не. После интервенираше. Големиот дел тоа е од после. Знаеш зошто? Затоа што уште таму им била јасна економијата на пазарот. И викаат вака. Ја оставаат кризата, затоа што кризата сама ќе го прочисти системот. Она што лажно набило пари со рекет, со криминал, со ова, со она, немало реална интелектуална, технолошка подкрепа за сето тоа, обстана. Све друго исчезна. Откако државата рече, види, уште еднаш вакви нема да дозволиме, бидејќи станаа тие политичари што изгубија све, изгореа во нивните превари, бидејќи тој што има рецепт, тој што има што да произведе, тој останува у производство, но тој што не знае гледа да манипулира, а нема подобра манипулација одnosno да си политичар. И сега вика, па чекај, ја не можам да произведам, да му конкурирам на Форд коли, ама ќе му ставам регулативи, ќе му ставам даноци и он ќе зависи од мене. Па он мора да финансира влада, па мора да субвенционира ова, она и така натаму и така натаму. И од тогаш ги имаме светските економски кризи. Како немаше економски кризи до тогаш? Тоа е теоријата на либертаријанската теорија, пошто го збориш Фридман, а не го збориш клучната работа од Фридман. И како ти го читаш Фридман, а клучната работа, мечка ти ја кажува, пазар бара здраво, мирно, стабилно луѓе со куповна моќ, а не да биде социјална установа. Пазарот сам подобро се регулира одошто државата кога го регулира. Значи, збориме за сиромаштија, збориме за болници. 90% од оние врвни болници, институти, се приватно изградени. Зошто некој ги градел? Зошто приватникот инвестирал во најдобри болници во свет, во најдобри институти? Не државата. А ние не можеме клинички центар да направиме. А социјална држава врз темелите на Југославија. Кога почна да се меша државата како во Македонија и вештачки да зголемува ниво на минимална плата, да наметнува законски решенија, неприродни за економијата решенија, се случува тоа што се случува кај нас. Задолжени до гуша, се поголема безработица, отпуштање на вработени од работа, бегаат млади, бегаат луѓе, не само млади, сите бегаат од држава, излез гледаат само од вакви кризи на аеродром. И тоа е ефект на тоа кога се меша државата во слободен пазар. А овие уште се крстат државата ќе некој да дошол на власт за да ја средал државата. Дали ВМРО, дали Левица, дали СДСМ. Абе идите убите се. Мене ВМРО не ми треба економија да ми среди. Мене ми е срам што Груевски ми ја средува економијата. Груевски треба да ми даде услови како еве барем памтете го Анте Марковиќ бе. Морлоци едни, отие кога ја памтите Југославија, го памтите најубавиот период. Анте Марковиќ. Што направи Анте Марковиќ? Не пушти да работиме бе. Никого не субвенционираше. Кој го бива, изволте. Плаќај данок, плаќај царина. Пријатно. Сега, ама не чини. За кого? Пак ти викам, не чини за политичарот. Затоа што не го бива, брат. Интелигентен е, али не може. Мало куре, не може да клеца. И сега искача фраером, вози Ферари. Али ги заработил. Продава печурки. Му текнало, работи, нешто, смислил. Овој шо да смисли? Овој да смисли да излезе. Јади бурек, ја ќе ви кажам. Владко Георчев имаше после изборите изјава дека ќе се проба, се откаже од политики, дека ќе направил фирма за пиар и маркетинг.
4 месеца и повторно го гледаме по самити политички, нели, селфиња у партија и слично. Значи од бизнисот ништо. Ама добра фирма ми направи, морам да признам на сите му ја испромовиравме фирмата. Сите медиуми без исклучок. Која фирма бе? Па не Ај знам кажи ми како се која е вика, фирма. не знам како се вика. Јакија, Не знам, значи, Ама него, еве, окей, него мирисам, велам дека е стварно дволично ѓубре, лигуше, али еве фирмата ќе му изрекламира максимално. Која е таа фирма? Сите брендови. Бе нема бе, човече. Абе тоа ти е политичар, евнух. Болја дефиниција. Нема даено, болја дефиниција одавна никој нема даено. Кога веќе се вративме на Македонија, рековме дека уште од почеток дека ќе ја коментираме темата за предвремени избори. Како постари да ве прашам и двајцата, што мислите, ќе има ли во брзо време предвремени избори, дали воопшто ќе има предвремени избори, имајќи во предвид изјавата на Ахмети кој рече дека сега време било за работа, требало да се договориме со Бугарија и да влеземе у ЕВ. Постари јебалите постари. Е толку. Па добро се, па мојот постари сте од мене поише. Не, ама посуетни сме, онда имаме право да се искуство имате. увреđен сум. Поискусни, се извинувам. Еве, го повлекувам збор. Има ли предвремени избори? Ја не знам како. Еве, навивам, сакам, треба, одамна немало, може би и треба, иако не верувам ја во искачење на улица, ништо не сменило, но еве, сакам, искрено сакам опозицијата стварно да покаже мускул, да покаже еден голем пенис да извади на улица, да извади 100.000. Стварно навивам и супер. Еве, ќе им го поддржам протестот, ама како да е мој, како да е за мене. Ама пак не ми е јасно како ќе го имаат тој 51. Што, дали овој протест ќе направи толку притисок и Али Ахмети ќе рече право се луѓе, правиме. Стварно не ми е јасно. Еве ја механизмот, еве ќе дојдат гости на мене. Еве ќе правиме притисок. И тоа е окей, и тоа е легитимно, и тоа е нивна работа. Сваќаш? Да горат, да искинат патиките на асфалт. Тоа е опозиција. Нема збор. Ама залудно е. Зошто? Затоа што не можат. Еве, направија најголемиот ичекор, стварно беа на работ да добијат предвремени избори, после локалните, човече пред очи им го киднапира. Ја искрено му верувам на Николовски, значи го гледа. 10 пати го прошав истото. Не ми се случило гостин да прашам толку пати. Абе ми тврди, човекот ми тврди, вика, киднапирам, беше бе киднапиран. Како да го докаже? И стварно сега, како да направиш ти предвремени избори? Има кардинална еве, грешка. и да се најдобра опозиција, а не се совршена, ама еве, што да им замерам кога не е до нив? Еве, каже ми како може, мечка ти. Има, кога зборуваме за таа ситуација околу овој пратеникот што го киднапира, да, согласам дека го киднапира, ама тоа беше и очекувано и само аматер во политика не би очекувал да му го киднапираат пратеникот кој што треба да им сруши владата на власт. Значи ти не можеш да излезеш со селфи, со список кои ти се тебе луѓето кои што ќе те бутнат и да очекуваш дека власта нема тие луѓе да ги притисне, да ги собере за да не ги бутнат, за да не се спасува. Тоа беше кардинална грешка и успеа победата од парламентарните избори да си ја анулираат со огромен пораз во собрани. И оправдувањето беше добро, ама меѓународната ќе види еве со каква власт се соочуваме. Меѓународната тоа што го гледа е дека власта се бори за да остане на власт, а опозицијата се бори да дојде на власт. Тоа го гледа меѓународната. А кои се методите, освен ако не се убивања, тепања, претепувања, се методи кои што се прифатливи за било која меѓународна заедница. Тоа ако не сме го научиле ние до сега како општество и ако политичарите тоа не го научиле до сега, тогаш зборам за како се однесува меѓународната во Македонија, тогаш навистина не се за политика. А дека ќе има предвремени парламентарни избори, апсолутно не верувам. Не верувам дека до крај на мандат на било каков начин некој ќе ги натера сега да имаат да организираат предвремени парламентарни избори. Прво не им е ниту тајмингот на власта добар.
рейтинзите не им се најсјајни на власта зборам, па власта мора да се брани. Не им се теминзите баш најдобри, имаат отворени проблеми, Бугарија, Европска унија, еве сега почна процес на продлабочување на стратешка соработка со САД, тоа мора да го излезе до крај. Економска криза за која што мора да ја некако да ја санираат или мора да ја држат под контрола со помош нормално на меѓународна заедница. Рейтинзите во меѓувреме не им се баш најдобри. А единствено нешто што им е стабилно е владеачката коалиција. И тука мислам дека ќе се држат, нема да дозволат избори, се додека не почувствуваат момент во кој што може да претпостават дека можеби пак ќе добијат власт. Така да од алузиите дека ќе има предвремени парламентарни избори по таков пораз на локалните не верувам, барем не во наредните година и пол. Опозицијата може да врши притисок како што врши сега, може да излезе на протести, може да притиска за предвремени избори, но ако зборуваме за државотворни партии, какви што сакаат да се нарачат и ВМРО и СДСМ, во таа ситуација такви државотворни партии треба барем во ваква криза да ги сплотат силите и да излеземе прво како држава од криза, а потоа да видиме кој заслужува да остане да биде власт. Во меѓувреме, мислам дека и едната и другата политичка партија, и ВМРО ДПМН, и СДСМ, можат да смогнат сили, да се договорат и во овој меѓупериод, ако направат заеднички напори да имаат таква наречена влада за национален спас или не знам што, можат да смогнат сили да пробаат да се соочат со корупцијата во државата. Многумина веќе зборат дека најкорумпирана е практично владеачката партија од албанскиот блок ДУИ, која точно во таква ситуација ќе имаат можности да го бойкотираат ДУИ и да го спречат во криминалите и во корупцијата. Али Ахмети е власт во држава поише него што е Лукашенко во Белорусија. И мислам дека тоа се вистински чекори кои што во моментов би требало да ги преземе опозицијата. Има 44-45 градоначалници, заедно да се вакво и тоа е некој логичен одговор заради тоа што протести и блокирање на држава во услови на економска, енергетска и како се вика епидемиолошка криза, протести само додаваат на тоа да се ослабне државата и да потешко да излеземе од било која криза. Ако може накратко, Мичка ти пуштив една фотографија, не знам како би очекувале од ова СДСМ да го откачи ДУИ како свој партнер во владата, имајќи во предвид како денеска се однесува екс-премиерот Зоран Заев, а и Димитар Ковачевски на прославата на ДУИ, каде што го видовме Заев цела Македонија, тоа го објавивме на Инфомакс, како му пали цигара на Ахмети како бос, овие го гледаат како најубавата женска што никогаш можеби не ја виделе. И у таква ситуација стварно не знам како може да се случи ДУИ да не биде дел од новата влада. Дури сите математики имаше Илија Димовски пред некој ден, мислам дека беше од некое гостување, каде што кажа дека на ВМРО ДПМН ќе му бидат потребни 55 пратеници за да не прави влада со ДУИ. Таа приказна ушо Груевски ја кука и ја плаче. И пак направи влада со ДУИ. Не, очигледно ДУИ е нешто неизбежно, како да ти кажам, као бемка која секој ја има од близнак, партија и се родене. Херпес, од кој не можеш се ослободиш, го имаш и тоа е. И патриотиве, наместо да се патриоти, треба да се практиоти. Значи, луѓе кои се практични. Како практично да се изведе ова?
не ме интересира бе тоа, дали ти е јасно дека не ме интересира тие популистички мафтање со знаме, името не го даваме, ово, она, од што толку јадеа трици и отиде име и ништо не направија. Значи, мене ми треба стварно практичен човек с практичен ум, кој ќе знае да ги исхендла и едните и другите. Ја, за жал, кај нас не гледам таков, но гледам, например, во светска политика, кој убаво сега ги дрибла и левица и десница, еве го сега Твитер ќе го купи, па не го купи, па ги зеза Елон Маск, значи игра многу попаметно од што, например, Трамп го сакав, ама направи поларизација. Колку што го сакаа неговите, толку го замрзаја другиве. Сега овој малце поише игра на детето, не му давам идентитет, нека одбере шо сака и овие сега, знаеш, целата идеологија, а од друга страна се пресели у Тексас. Ти текне, не иќам у Калифорнија, многу сте ѓубри, нема да гласам за левица на овие избори. Значи, немаме таков некаков амалгам да се создаде, да направи. Од овие се знајковци, патриоти, кои се ова, како ова со црквава, нон-стоп, значи се дешаваат убави работи, не све тоа било лага. Абе, Џони, еве нека е 10% лага. Бе, не може да е све лага. Не може секој свештеник да лаже. Не може секој архиепископ да лаже. Не може сите ние што сме верни да лажеме и да сме заслепени, а ти си управо, зборам за еден колега, конкретен новинар, кој цел живот изворедно ја следи и бара либерализација во овие односи за да се решат некои црковни прашања. Неќе, извини, неќам за црквата да зборам. Сакам да збораме за политика. Еве пак ќе ги прашам. Еве и што вика Мечка, каже многу практични работи, зошто не треба сега таков потрес. Но од друга страна ја викам, напротив, неспособноста на оваа влада па бара, значи било која друга влада место овие. Значи нека дојде ВМРО со седуи, не можат само подобри да бидат од ова. Али пак не знам како ќе го направат тоа. Како ќе ги натераат да дадат оставка или да имаат 51 пратени, колку им требаше на гласање за да изгледа. Нема. 67. И второ, на крајот на краиштата, ова многу е отрезнувачки твојо. Ако правиш вакво ќутенката, прави го, не е јавно да се сликаш, имаме мнозинство во она и овие реагираат сите машини, уклучени. Не знам што да кажам, а па од друга страна, ќе излезат немаме, ама појма немам. Малце е заебано. Ја кај тебе во емисијата тоа кажав, ја не можам да разберам зошто Ковачевски воопшто и било кој нормален човек во оваа ситуација би прифатил да биде премиер на Македонија. Сварно не ми е јасно. Вечка лукративни причини? Само лукративно. Друго не гледам, бидејќи државава е поставена на лош колосек и идеме се подлаво кој подлаво. Човекот е административец. Овој си се повлече, му јавија да се повлече. Речено му е. Мислиш му го топли местото? Да, што мислиш он сам свесто? Не бе, речено му е, повлечи се ти и овој си ја довршува работата. Сега не можеме Ковачевски да го троламе за Преспанскиот договор, ти кажа отец Ивица за Преспанскиот, што и како. Така да целата приказна си е многу убаво тука во цел. Човекот уште од како дојде рече ме спрема. Значи он послушно си одигра целата игра со Запад. ВМРО се обидува тоа да го направи и да се покаже дека ќе биде играч на Западот и ќе ги спроведе. Значи пак тие политики што се овдека геостратешки мора да се спроведат, па не знам што да е. Само што стварно имам поголема доверба за економијата и за подобар живот во ВМРО ДПМН од што во СДСМ. Не можеш ти економија без една инвестиција, 5 години. Знаеш ли што донесо? Kentucky Fried Chicken. Само тоа, КФЦ дојде. Ништо друго. Па не ме зезе у време на режим имавме фабрики отвори, изнаотвори, ово и така натам. Па да се вадиш на корона, на ова, на она. Не ме зезе. Србија што не е ни НАТО, ни асоцијативна членка, ни ништо, неа поише инвестиции има. Не ги бива, бе, брат. Не ги бива. Као сега уште се расправа, го гледам овој бившиот што му беше на кабинет на Шилегов,
на Шилегов. Никола Наумовски. Уште тука нешто кука плаче како не чинела градоначелничката Данела да стане са бајле, да свари кафе, смени вложка, поише направила у денот него Шилегов у 5 дена шо правел. Еве толку ќе ти кажам, по-неспособно суштество немало. Временска непогода. Или па шо сакаше овој, не знам кој беше министер нивни, кој се фалеше кога имаше сега големо невреме, па исцртуваше цртата како они планирале, па авионот летал, па спречил несреќа ваму и таму. Ја не се мешам на владини представници, министри, не ретвитнувам, нити одговарам, мислам дека е некорект. Не можев да издржам. Викам, Неготинчани, ти се благодарни за ова. Знаеш што се случи у Неготино? 100% штета. Памтиш пред 2 недели, невремето големо, да. Поплавите. Да. Само беше лошо што утреденте имавме пожар у Тетово и забораевме што се у Неготино 100% штета е направена. Па кај си бе ти со авиони сега сваќаш нивната политика е ова. Шилегов најубаво го прави. Отвори автобуска станица која беше со дисџокеј, постоечка, која е постоечка во ГТЦ. И сите аплаудираат као она промашена на пејачка која викаше не идеме на балкани да му аплаудираме на Филипче. А ваму масакар. Масакар се случува. Мислам, демагогија. Значи, они го покажаа новото лице на владење. И тоа поминуе, брат. Не е битно, слушаме, шо зборам, не гледај шо правам. И тоа поминува. Кај овој народ поминува. Ние ја спречивме кризата. И сега народот вика, цените се повисоки. Така почнавме, така да завршиме. Така почнав. И народот верува на тоа. Дали гледаш некој да се буни? Пар будали како мене и тебе тука што не гледаат, што мислат со своја глава. Не ќе да мислат со своја глава. Они сакаат партијата да мисли. Он не го интересира дали ја знаеш како го препознавам татко ми у Мечка која ќе дојде љуто овдека. Ти зошто не си довршил ова, ти зошто? Зошто нема ти инспирација? А ја му викам, Мечка, мораш на секого инструкции точни да му даеш за да функционира, да биде подобро. Ама не можеш. Не можеш да седнеш, не е до толку. Бара човекот, не знам татко ми шо правеше. Беше директор на фотоцентар и фотоцентар беше фирма со највисоки плати во Југославија. Чистачка во фотоцентар имаше поголема плата од директорот на Технометал Вардар. И комунистите рипна, па како тоа ово, и го сменија татко ми. По директива на Комунистичка партија на Македонија. Ти не си добар кадар, ово се повлече. 81 година му направија мобинг и така натаму. Што е идејата, брат? Идејата е треба да се работи, треба гзот да го испотиш. Не ти доаѓа се. Вработените треба да престанат да како да ти кажам, они викаат, вработи се државно и баш ми е гајле. Вработи се, ама чекај бе. Гледај ти, има ли буџет градот? Еве дури да си вработен во градот, на шалтер. Не смее да не ти е гајле што се случува. Дали градот добро работи, дали не работи, дали Инфомакс има реклама, нема реклама, можам ли да помогнам, знам ли го овој човек. И човек што нема врска со маркетингом може да даде свој придонес. У било кој сегмент, ништо нема, добро, ќе се поземи пари. Џони, ако ти планираш од наредната година, мај месец, да си конобар у Хрватска, да, кур да те боли, што Мечка ќе заврши работа. Ама он сака да го шири ова, пошто, ја не знам, ова ако не се шири, онда некако запали. Али ова мора да расте. Ако сакаш да растеш со ова и да бидеш дел од процес на нешто добро, јас сум бил процес од 2-3 телевизии, ама за жал, сите мои газди биле искомплексирани. И кога им дојдоа добрите пари, ги потрошија на коли, на Дизниленд, на Малдиви, за да се види. Наместо да инвестираат во техника, во програма, во луѓе, да екипираат, да произведуваат оперативни менаџери,
кога ќе произведеш луѓе, кои ќе имаш 3-4, кои ќе можат да те менјат, тогаш доаѓаат Малдиви. Сега е вака, сакам да видам. И сега ќе се чудам. Луѓе да видат, кога ќе дојдат кај мене у телевизија, леле, студио ово, он. Да дојдеш овдека, ќе викаш Бог да чува и да брани. Ама како изгледа вака добро? Епа, камери, објективи, некој седи овдека, некој пипа, рчка, ама некој си го сваќа. Тоа е, Да. така. И ова ми е задни процес и по четврт пат ќе бидам наивен, влегувам у екипа на најстари години. Ја после ова не ќе имам втора шанса. Затоа што ја не ме бива да создадам продукција, да водам тим и така натаму. Мене стај ми микрофон, ја 2 сати нема да ја затнам шахтава моја. Ке зборам. 10 минути, 2 до 2. 2 сати. Али, мене ме лепат вакви луѓе. И мислам дека јас со мојот талент нешто да придонесам во цело ова, а после да имам бенефит и ја плюс. Затоа што, абе, Џони, ја првото кога отидов таму за огромна менаџерска плата, на крај на првата година ја добив бонус 5000 евра. Никогаш не ми се случило. Ја ме викам, од каде ова? Јанко ми вика, ти не знаеш, вика, сами се јавуваат за реклама. Не сум излегол од канцеларија. Се ежа, ама такво време беше. Тоа е пред кризата 2008 година. Огромни пари, абе вреќи. И што правеше? Си купуваше станови, идеше у Дизниленд, купуваше коли, ги спичка парите. А сега можеше да биде телевизија број 1. Ете и без мене. Мене да ме отфикари, као највисок трошок. Thank you and fuck you. Thank you and fuck you. Ви, не знам Мечка дали имаш нешто да додадеш. Ја збореше првин за најголемите политички партии, нивната НАТО ориентација и се останато. Ја не можам да забележам многу чуден феномен. Например, сите се за Украина, ама Тала Џафери и Бујар Османи отидо во Украина. Не видов некој македонски политичар да отиде таму и да даде некоја поддршка, нели? Ја прифаќам различни ставови. Можеби моето гледиште во однос на кризата Украина е поразлично, ама ако си со украинците и украинскиот народ и Западот, одиме појави се таму, сликни се у Буча, сликни се у Киев, па да се видат сирените или било што. Не бе, сега Османи го води диалогот стратешки со САД. Имаше таму некои министри на СДСМ, ама Османи беше тој кој што држеше заедничка пресконференција со Блинкен, шеф на делегација, да. Опозиција е шеф на делегација. Па добро, ама знаеш како ние да немаме, без разлика се си одбрал страната, терај со нив. Ја нема љути што е, мислиш дека е тоа правилно, ево и НАТО и оди таму у Киев, сликај се. Тоа го направи Јанес Јанша, например. Не можам да го сватам тој феномен, знаеш, ни риба ни девојка. Или си со нив или не си. Горан Бреговиќ го прашуваат, му филозофираат, го дрочат на едно интервју, зборам пред 30-40 години. И тогаш го сватив, не само го сватив само за музика, уметност, денеска го сваќам за све. Нека дали имплементацијата на поп-рок со артот од 70-ти на ова произведува со ова, со она, ваму таму, дали сите тие. И тој филозофира, го прашуе, продлабо. Ама вика, а овој го слуша, го гледа и му вика, ма све е тоа у реду. Ама треба радит пјесму. Значи, треба 3 да имаш да направиш. Значи, све ова, убаво, баш ми е гајле дали ќе иде Осман, дали ќе иде Хамон, дали ќе иде Балалалала. Многу ми е гајле Црнец или Кинез, дали ќе бе представува Македонија. Као у фудбал, ако дава голови. Така и у политика. Џони, дај бе ти среди овдека со луѓево бе на терен бе. Глеј со ценија. Ама изгледа дека средиле, пошто ти реков дека уствари не средиле, пошто имаше голем протест. Голем протест. Да, ја од голем протест се вратив. Нели?
Тоа го почувствував. Ако немаме што да додадеме, ја предлагам тука да затвориме емисијата. Еден саат... Да го затвориме ако може. Саат не. Саат и 51 минута ја тераме емисијата. Благодарам на гледачите кои што и вечера не глеdaa во голем број. Утре гледајте Наши Скопје со Данела Арсовска. Среда интересна емисија ќе биде со Стефчо Екимовски, исто тешки муабети. Петок со Палчо. Истината недела повторно со Јанко. Во меѓувреме читете Инфомакс, добивајте ги информациите без цензура и секогаш први. Чувајте се, штедете пари затоа што доаѓа поголема криза. Поздрав! Ја прашам, Адев порат Пративме да чува.